Куќи полни со вода, поплавен и уништен мебел, расипани машини, нефункционална бела техника, блокирани возила. Ова е состојбата еден ден по поплавите во населбите во Кичево. Во Подвараш околу 50 куќи кои се во близина на Зајаска река се поплавени, а жителите ја опишуваат ужасната ноќ што ја преживеале. До сега ваква поплава не сме имале никогаш. Ова поплавени бевме за 10 минути. И за пола сат се наполни вода, овде 1 метра ниво на куќава, гледате до каде што е. Успех ли едно-две коли гаража, само ние да ги тргнем од гаража и тоа беше. Во 11 веќе беше ова ниво постигнато. За сат и пол максимумот. Водата се повлекла, но штетите се големи и непоправливи, особено во населбата Прилепска, каде водата стигнала речиси до покривите од куќите. Али сега е влесена више до плафон. Значи ние немаме решение за да се вратиме во овие куќи. Затоа ќе даа еден апел до надлежните, до владата, да може да се најдете едно решение за нас. Демека не се облага ни внатре, све паднато и зидови, све куќата не се облага. Не може да живееш, да имаш и готово. На улица сме, тоа. Над 200 жители се евакуирани во спортската сала Иван Дол. Некои од нив има документи за социјални станови, но се уште не ги добиле. Тие бараат становите веднаш да им бидат предадени. Тоа е за жал. Со се деца. Деца, значи на улица се. Немат кај да. Како ја, така тие. Од 30 стана, а барај не беа поднесени над 200. Сутиво печат. Еве го со печат, со име и презиме. Во што е проблемот? Зошто ве станеш сега? Што ни се доделени, причината, за станот. Сме ги платили по 200 евра документи сме платили. И долу ние немаме за живење каде. Да, сакаме да ги добиеме становите поради не фате поплава во сите 3 соби, сите 3 каучи. Екипите на општината и Црвениот крст во Кичево остануваат на терен за да го исчистат коритото на реката и да им помогнат на евакуираните.